Добре дојдовте во последната од серијалот на подкасти за Академијата на жени предприемачки, организирана и поддржана од Македонската асоциација на американски алумни или како што стои позади мене, The Voice of Ma. Пред да почнеме да збориме за темата на ова епизода и да ги најава моите гости, да објасниме накратко за Академијата на жени предприемачки. Односно, ова е програма на која жените предприемачки им се дава знаење и вмрежување кои им се потребни да започнат и да развијат успешни бизниси, односно да отворат свој бизнис. Со промовирање на економските можности на жените, обезбедување на вештини и ресурси потребно за активно учество во економијата. Со ова директно се поддржува националната стратегија на САД за родова еднаквост, но и на локално ниво со помош на локалните партнерства и мрежите на алумни за размена со САД им се помага на жените и нивните бизниси да растат, потикнувајќи просперитет во повеќе од 80 жени во светот. Следете ги социјалните мрежи на МА периодов, затоа што на 16 септември ќе се отвори повикот за овогодинешната програма на Академијата за жени предприемачки и на која секако, доколку имате желба и можност, ќе може да се пријавите. Темата на последниот серијал, кој јас имав чест да го затворам и да го водам, е всушност последната алка од водењето на еден бизнис, но не толку важна, она што доаѓа на крајот, кога ќе научиме како да го создадеме и да го водиме бизнисот, односно промоцијата, како да се најде патот до клиентите, с кои канали да се служат, колку треба да се вложи, каква маркетинг стратегија да се избере и да споделиме примери од македонската, но и од светската пракса. Со мене се Марина Тошевска, која лани беше една од победничките за својата бизнис идеја и бизнис план. Ке ви објасни понатаму повеќе, односно станува збор за храна за домашни миленичиња, која се произведува на еден специфичен за во Македонија начин, се подпира на одржливост и стабилност, нешто што во моментов е многу актуелно во светот. И од другата страна го имаме професорот Димитар Јовевски, кој е професор на економскиот факултет при УКИМ, на катедрата Е-бизнис. Доста атрактивна професија, би рекла во моментов, доста актуелна, се зборува многу, дали се знае многу помеѓу и гледачите и помеѓу нас што на некој начин сме вклучени во водење на сопствен бизнис, ќе дознаеме во продолжение. Би започнала со Марина. Најпрво добре дојде и ти благодарам што ја прифати поканата. Би сакала да те прашам какво е твоето искуство од Академијата, што всушност таму научи кога зборуваме на оваа тема за маркетинг и зошто би ги повикала другите да се вклучат и да бидат учеснички на ваква академија? Најпрво ви благодарам за поканата и можноста тука да го споделам искуството едно незаборавно искуство од Академијата за жени предприемачки и како знаењата, вештините и мрежувањето стекнати во оваа академија ми помогнаа понатаму во основањето и започнувањето на овој наш бизнис за производство на грицки за домашни миленици Трицтел. Огромно е задоволството да се биде дел од една таква глобална платформа, иновативен начин на учење, каде што ние како жени под водство на менторки континуирано се надополнуваме, се надоградуваме себе си и навистина дел по дел започекоруваме во светот на реализација од нашата бизнис идеја до создавање на вистина стартап, што подоцна ќе прерасне во еден одржлив бизнис. Она што изненадува е поддршката што ја добиваме континуирано од МА и навистина промовирањето на женското предприемништво, земајќи во предвид фактот дека жените веќе навистина стануваат една вишечка сила во предприемништвото на глобално ниво, а веќе се случува и кај нас. Сите модули и сите знаења што ги стекнав од таму ми помогнаа навистина да го стартувам својот бизнис. Како што веќе спомнавте, јас сум дел од мојот бизнис е дел од циркуларната економија. Ние произведуваме грицки за домашни миленици од кланичен отпад, што на некој начин освен што го промовираме женското предприемништво, даваме придонес во транзицијата кон зелената економија, а воедно и ја промовираме грижата за животната средина и она што жените можат да го придонесат
во борбата за справување со климатските промени и заштитата на планетата Земја. Колку на луѓето со оние со кои ти се зборувала за твојот бизнис, а што се надвор од фелата или надвор од оние кои се занимаваат со економија и со бизнис, им е јасен целиот концепт на како преку бизнисите, како преку работата, дури во оваа сфера што ја работите вие, се влие на климатските промени. Тешко ли е да се продаде на такви идеја, бидејќи сметам дека иако се зборува многу, е се уште непознат концепт кај нас? Па мислам дека секојдневно се повеќе и повеќе стануваме свесни за тоа кој може да биде нашиот индивидуален, но и меѓутоа и колективен придонес кон зелената транзиција и борбата со климатските промени. На почеток кога ќе представиме, самото име звучи така поинтересно, Tricky Treat Tale, и сите буди така заинтересирано што всушност се крие за оваа приказна. Не случајно дојдовме до оваа идеја, по професија сум доктор по ветеринарна медицина, исто како и мојата бизнис партнерка, кој што долги години работиме на истражување, а јас сум и дел од граѓанскиот сектор. Несомнено, сведоци сме на дневните количества на отпад, меѓутоа ретко помислуваме што се случува со кланичниот отпад, кој што на вистина и на глобално ниво станува еден од најголемите загадувачи, имајќи предвид дека тоа е протеинска природа и на вистина придонесува до зголемување на нивото на емисија на стакленички гасови. Започнавме со најпрви разговори со нашите кланици, и на вистина се изненадивме од бројките колку кланичен отпад имаме во државава, иако некако го занемеруваме кога зборуваме за земјоделство, го занемеруваме сточарството и неговото влијание врз животната средина. И така низ иновативен процес започнавме со истражување, а денес веќе го имаме нашиот производ, што е 100% природен, без алергени, здрав за животните, а најважно од се, со купувањето на нашиот производ и производството што го имаме, на вистина на некој начин даваме придонес и кон намалување на емисијата на стакленички гасови, кон намалување и подобро управување со отпадот, а воедно и со тоа покажуваме грижа за животните, грижа за луѓето и грижа за планетата Земја. Так, колку вие како професор на економскиот факултет обрнувате внимание, освен на формално образование кој како академска заедница ја давате на вашите студенти, колку ги охрабрувате да посетуваат вакви неформални форми на образование и да го надогнатат своето знаење? Добар ден од мене, благодарам за поканата. Задоволство е пред се со две жени и со две предприемачки да бидам на маса и да дискутираме на тема за која што сме денес. Прашањето е доста интересно, нема краток одговор, ќе се обидам да направам на некоја пократка верзија. Ние како економски факултет во последниве години комплетно работиме на трансформација на наставните програми, што се рефлектира со бројката на заинтересирани студенти во последните години. Влеговме во некакви процеси на акредитација меѓународни така натаму, а тоа подразбира многу блиска соработка со бизнис заедницата. Еден од столбовите клучни во тој процес на трансформација на модернизирање на наставните програми. И самото тоа што веќе се во поблиска релација со бизнис секторот. Бизнис секторот наметнува одредени дополнителни барања, одредени правила на игра за да тој студент, додека студент кај нас кога излезе, кога дипломира, за да може да се вработи, да има одредени вештини. Негдека од одговорот на твоето прашање, негдека според мене во средината. Ние ги припремаме студентите, мораме да им даеме некоја основа фундаментално знаење. Ја конкретно работам на департманот e-бизнис, предам дигитален маркетинг. За дигиталниот маркетинг можеме до утре да разговараме, да зборуваме кои се аспектите, кои се можности така натаму и како е концепирано тоа во наставна програма е да се даде некои базични знаења. Меѓутоа, доколку правилно се насочува студентите, доколку се воспитуваат, бидејќи ние не сме само професори, работиме и воспитно дејност со тие деца, со тие студенти и ги насочуваме како правилно да размислуваат, каков став да имаат кога работите, природно доаѓа да они имаат потреба на некој дополнително образование. Еве, еден пример ќе дам за да добијат и нашите слушатели гледачи сликата. Тие што завршуваат на e-бизнис и што сакаат да работат social media маркетинг или маркетинг на социјални медиуми, а да бидат една комплетна личност во тој сегмент, треба да знаат и нешто малце повеќе од дизајн.
Ние на економски факултет дизајн ништо не предаваме како концепт на предмет. Имаме некаков дизајн за веб, за економисти, меѓутоа немаме таков дизајн. И се има многу алатки, така наречени no coding tools, или каде што нема потреба од некој знање, каде што лесно може нешто да, меѓутоа треба они дополнително нешто да се доедуцираат во таа ноцка, за да можат, ајде да кажеме, да креираат некаква содржина која што потоа би дела во етер на социјални медиуми. Така да резимирам на вашето прашање, негдека е комбинација помеѓу наставната програма, потребата на бизнисот и ставот на студентот, односно неговата цел што како сака да се развива понатаму. Не можеме ние да им наметнеме, ниту бараме во наставните програми, меѓутоа со правилно насочување, со работење со тие студенти, секој кој си го најде местото под ова сонце, треба да знае што е најдобро за него и како да ги доразвива вештините. Бидејќи Но секако нели одењето и на академии, на се што е плюс, сакате да кажете дека секој е индивидуално, односно доколку некој сака и во кој правец да се движи. Гледайте, јас сум поборник на lifelong learning. Ја и ден учам. Не се откажувам од учењето. Ако застанам со учењето, јас застанувам со поготово во областа во која што работам. Што се менува постојано. Статистички, нели сакам зборувам за бројки, од 2,5 се последното истражување за една година и 7 месеци знаењето застарува во делот на дигитален маркетинг во одредени сегменти. Не во сите се зборам, во одредени сегменти застарува знаењето, замислете. Значи во прва година или во втора ви предам дигитален маркетинг, кога дојдете четврта, веќе некој работи во делот на на оптимизација или на перформанс маркетингот, веќе застарел. Не е така како што јас сум зборал пред 2 години, а ти уште не си завршил студии. Така да дефинитивно се работи за личен избор, кој што ние ни стои цел процес, мораме да му ја дадеме основата, а потоа индивидуално сега се развива. А секое знање добро дојде. Не знам за... Бидејќи соговорничката твоја друга е една од тие, за овие некои работи што се начина и што ги споминавме, колку вам стручните лица, професори, луѓе од академијата што ви предава, ви кажа дека е важно да се работи на маркетинг на оно што го имате како производ и како бизнес, бидејќи сега е многу актуелна тема. Јас бев на една програма што е во друга сфера, но за пичинг на идеи, на документарни филмови, каде што нам ни кажаа дека можеби да имате и најслабата идеја во просторијата, но треба да знаете како да ја продадете. Колку работеа со вас на како да го продадете тоа што сте го смислиле, да речеме. И самата платформа, воедно и менторството што ги имавме во текот на академијата, еве и мене лично ми помогнаа премногу, како што спомнав, по професија сум доктор по ветеринарна медицина, без некои си познавања во економија и маркетингот. И можеби ние ќе го направиме истражување, ќе го имаме производот, меѓутоа како ќе допреми, која порака ќе испратиме до нашите потенцијални купувачи, тоа сепак е вештина што треба да ја стекнеме и континуирано да ја надоградуваме, како што каже и професорот, зашто во ова време на дигитализација постојано се соочуваме со нови новитети и многу нови дигитални алатки што и како може да ни бидат корисни. Огромна беше поддршката и не случајно самиот визуелен идентитет на нашиот бренд и се останато креирањето на еден маркетинг план што опфаќа повеќе маркетинг, стратегија лансирање до производ, па понатаму промоција за да бидеме и подржливи, подостапни на пазарот и да допреме до поголема целна публика и како ни беа од помош. И се уште ги пременуваме континуирано, менувајќи ги и в нашите надоградувајќи ги бизнис плановите, меѓутоа фокусирајќи се каде имаме недостатоци во имплементирањето на некои си активности предвидени со стратегијата и каде треба да се насочиме. Многу е важно каква порака ќе пратиме до нашите потенцијални купувачи или целната публика и како ќе се задржиме достапни на пазарот, при тоа да не бидеме ни многу нападни, па ни некако монотони, меѓутоа да бидеме присутни, навистина да покажеме зошто сме тука и каде сакаме да бидеме во неј. Кои се предизвиците со кои сега во моментов се соочувате во оваа фаза, за да го пласирате производот на пазарот, а и тоа што самата го спомена, да се разграничите, не е дека во моментов нема ни продавници, ни бизниси што работат со храна за домашни миленичиња, можеби не на оној начин на кој вие ќе ги произведувате и ја произведувате, но кој е предизвикот да сега докажете, да кажеме условно, дека баш вие сте тиот кој треба некој да ги купи производите? Кога сте нови,
тогаш предизвиците се далеку поголеми. Она што е предност кај нас е тоа што ние барем настапуваме од аспект на професионалци, ветеринари, веќе до некаде знаеме на вистина за грижата на меците што му е потребно. Со помош на академски институции, например, имаме па добра анализа каде оди трендот за храната за домашни миленици, дека и на глобално ниво, па и кај нас е веќе во пораст. Предизвици имаме многу, меѓутоа етапно ги надминуваме. Она што нас најмногу ни недостасуваше, искрено да ви кажам, беше во делот на маркетингот, како тоа ќе го промовираме. Заради тоа што искуството во поврзаноста со ветеринарната комора, ветеринарни амбуланти, пет чопови кои што веќе се наши колеги, некако полесно ни помагаат да допреме. Тоа што можеме да дадеме советодавна услуга во делот на ветерината и грижата на домашните миленици, пак ни беше предност, меѓутоа во делот како навистина да се испромовираме во пичинг или во праќање на добра порака, тоа ни беше недостаток и го совладувавме баш во соработка со академски институции и под менторство на нашите менторки во академијата. И мрежувањето со други колешки, така да и континуирано до ден денес учиме и се надополнуваме во таа насока. Истото ви бе прашала и вас, затоа што сега никако сите гледаат како да најдат по иновативен начин како да продадат нешто. Можеби тоа од производ до производ, од бизнис до бизнис разликува, но сигурно постојат некои основни постулати според кои треба да се води една маркетинг стратегија што веројатно ќе даде резултат за повеќето. Да, така е. Многу предизвици имаат предприемачите на почетокот. Во случајов денеска има силни страни, имаат во делот техничкиот и во формирање на производ, меѓутоа како што кажа слабости во другиот дел. За да се точно да се одговори најпрецизно прашањето, мора да се знаат некои предуслови. Мора да знаат сите предприемачи дека ние денеска живееме во така наречен customer centric society или општество каде што во центарот на вниманието е потрошувачот. Односно, маркетингот е концепиран со централно место во средина потрошувачот. Се што прават компаниите е за да ги пресретнат потребите и очекувањата на тие потрошувачи. Ако го знаете тоа, или ако тргате со тој постулат на старт, тогаш веројатно некои работи ќе бидат полесни. Тогаш треба да видите, или вториот чекор, или најде да кажем да исцртаме мапата како треба да се представи, на кого ќе го продаваме производот. Кој е таргет групата, која носи одлуката, дали мажот или жената дома. Кој има повеќе мелинчиња, кој се грижи за мелинчиња повеќе, мажите, жените, во една децата, фамилијата, треба да се детерминира. И од кога ќе најдете, дефинирате таа таргет група, ќе најдете, не знаете која е публиката, вие треба да видите каде тие движат, кај се удобно функционира. Дали се на водно, дали се на интернет, дали се на Инстаграм. Значи да ги најдете местата, зоните каде што. И од кога ги најдете, тоа што треба да креирате содржина која што ќе резонира со ајде да кажем со целата нивна потреба. И за тука има подмножества многу, ќе содржината многу на кратко ќе се задржам. Содржината. Тоа е нешто на што они треба да реагираат, да влезат во некаква интеракција, да се возбудат, да сватат дека има нешто што има да го задоволи нека нивна потреба. Тоа е во случајов имаме храна за мелинчиња, грицки, да бидам прецизен. Таа содржина може се дели после во неколку фази. Имаме содржина за привлекување внимание, содржина која што ќе натера некаква интеракција, и имаме така наречена класична продажна содржина. Класична продажна содржина, отворете флаерите во сандвичињата или на интернет, видите ги маркетинга кај нас, тоа е таа содржина која што зборам. И од кога најде да кажеме ќе ова све ќе го поставите, можете да очекувате резултати. На почетокот, ако не го знаете, веројатно ќе имате многу обиди и грешки, ќе имате така наречен некој зона на учење, каде што додека не дојдете до соодветната формула како тоа допрете до крајната публика. Тоа е некој пристап, комбинација, како што кажав, со примеси на дигитални канали. Ако идете класичен, традиционален пристап, сосема различен концептот. Ви треба локација, продавница, уредување, пречек, влез, атмосфера, мала мини зоолошка за мелинчиња кои што ќе дојдат собственици, така. Значи тоа е комплетна друга приказна, ама затоа кажам на стартот треба многу добро да се знае кој е публиката и како таа реагира. Или секогаш ја советувам да многу е важно да знаете на кого продавате. Тоа е стартот, за да можете да креирате тоа што е потребно.
А колку е, бидејќи ова вака како што го објаснувате, навидом изгледа Да, многу лесно, а едноставно. не е лесно. И сега социјалните мрежи, дигиталните алатки што ги имаме, па и ве кажавте вие на факултет дека немате нешто многу за дизајн, бидејќи економски факултета, но има еден куп бесплатни апликации за правење флаери, брошури, да не набројувам. Колку е скап во денешно време маркетингот, кога па и баш не мора да се купува билборд и да ти има слика на автобус. Можеме со бројки, ама да ви ги кажем точно, дефинитивно се уште дигиталниот маркетинг е еден од најефтините, и се уште кај нас. На начинот на кој што функционира. Затоа кажам, предизвиците на предприемачите или на собствениците нови бизнеси или на стартап као компанија се многу на почетокот. Теоретски ке предприемачот или предприемачот во случајот има партнер, сите функции на еден традиционален бизнес, од финанси, од производство, од маркетинг, од продажба се во 1, 2 до 3 личности. Така да имате личности кои што треба да вршат повеќе функции и за да ги вршат тие функции они треба да имаат соодветно ноу-хау. И во таква некоја ситуација која што е нормален раст и развој на еден стартап, бизнес, па да прерасне дека малце поголема компанија, ви нормално е да имате повеќе функции во една личност концентрирани од овие за водење на бизнес и во таква зона да предприемачот гледа да ги оптимизира ресурсите, бидејќи нема доволно средства за аутсорс најчесто во таква ситуација. И што е мојот совет лепа? Прво, секогаш во онаа зона кај што се осеќаат сигурни, на корицот сите можни располагања алатки, или ако се сигурни веќе ги знаат тие некои алатки кои се релативно ефтини, Canva веќе ја спомнаме за дизајн, пошто го кажавме примерот, може да искористат и нешто да креираат сами, да бидат они носители на тоа, а онаа зона каде што немаат експертиза па знаење да пробаат да аутсорсаат. Најчесто тоа е сметководство, водење, можеби не знам, хигиена. Тие се поопштите работи. На општите работи на почеток што вакво зависи што е како е, нели? Сега јас зборам за компанија можеби малце подоцнежни години, меѓутоа ако е стартап, веројатно дома се работи од дневната. Така да тие се тие некои зони и можам да се вратам на прашањето вас. Дефинитивно на предприемачите во Македонија, во светот тој е трендот, многу е поевтино, многу ајде да кажеме поприродно да ги користат дигиталните канали. Бидејќи они функционираат за лични приватни потреби таму и многу знаење имаат ноу-хау и првиот избор кој кидат од аспект на маркетинг сега правам споредба, секогаш изборот е тој прв. Заради цената и заради познавањето, експертиза која што имаат тие предприемачи на тие некои канали. Како да креира содржина, како да објави, што тоа функционира, не функционира, реклама да се пушти и така натаму. Ако ги споредуваме цените, спомнам за билборд, просечна цена на еден билборд месец ден во Скопје е колку месец дена реклама на Facebook и Instagram во Македонија. Зависи каде, некаде повеќе. Соодветно покривање, одлично покривање на цела Македонија со реклама. Така да, имате еден билборд, имате цела Македонија да го гледа тој билборд во дигитална форма. Да, од аспект на предприемач, секош на дигиталниот маркетинг гледаме како на најниски трошоци, меѓутоа еве и од искуство, дека не секогаш може да користиме некои базични дигитални алатки за маркетинг, но секогаш ни е повеќе од добре дојдено експертиза на луѓе кои што навистина имаат искуство и знаат што прават, особено во смислување на порака и како таа порака да стигне. И мислам дека ке предприемачи во одлично искуство дека можеби некош треба да размислуваме и да имаме, да платиме финансиски средства се со цел на вистина да испратиме вистинската порака до вистинската публика. Зашто во време на толку многу дигитални алатки веќе е многу тешко преку дигиталните алатки да стигнеме до баш целната публика. Некако пренатрупан станува дигиталниот свет и тука ни се потребни луѓе со искуство, професори или луѓе кои што го работат нештото и она што е добре дојдено и е за пофаба во нашата држава, веќе многу академии се насочуваат во соработка со реални компании, стартапи баш да им помогнат во делот на креање на маркетинг стратегија и се до лансирање на производи понатаму до држава. Колку ви беше, бидејќи споменавме цени, колку ви беше вас притисокот се она што како почетен капитал сте го имале, бидејќи машини, човечки ресурси се чини многу, колку ви беше па и вас притисок, колку ќе може да одвоите за маркетинг и колку дали ќе погрешите, дали ќе биде доволно, бидејќи знаеме сите дека седиме со телефоните, само скроламе, можеби во мојот алгоритам ќе влезат грицките за миленичиња, ама околу последниот период сум гледала само серии или фестивали Бред Пит ми излегува 2 недели. Така што колку имавте притисок да вложите од она што го имате како почетен капитал во маркетингот?
Па и како што напоменав, ние на почетокот некако маркетингот ги имавме оставено баш во дел да користиме оние бесплатни алатки, нешто што ни е достапно е што е со пониски трошоци, меѓутоа како што поминува времено, гледам дека и како ни е потребно да потрошиме повеќе финанси на маркетингот. Сепак се зависи од бизнисот. Ние работиме во сосем друга сфера, каде што имаме големи инвестиции на машини, транспорт да се обезбеди, начин на пакување, веќе размислуваме во иднина да користиме чиста енергија во самото производство за целосно да го заокружиме нашиот процес на зелен бизнис во циркуларна економија. Она што ни беше предност е тоа што воспоставивме соработка со академии, каде што студенти од таму работеа на реални компании, на наска компанија со менторство, и тоа ни беше и текако од помош и во креање на визуалниот и маркетинг стратегијата, и на нив заедно е на таква соработка да работат на нешто, па и што го немат кај нас, зашто грицки, што ги викаат соленки за кучиња, се уште немаме на пазарот. И особено да е наше производство, заради тоа што ова што го произведуваме моментално го нема ни на балканските простори, ни Србија, ни Албанија, значи почнуваме тотално нов иновативен процес сега со примена енергетско ефикасни практики, кои што пак за студенти од дигитален маркетинг потешко име да ги објасниме од ветеринарски аспект, меѓутоа они се многу добри како ќе ја пренесат идејата. Значи една фотографија каде што две кучина се на кино и сакаш грицки да го гледаме филмот, повеќе ќе допре него ли она што ние од научен аспект ќе го прикажеме некаде. Толку едноставно, ама да го смислиш не е дека е баш едноставно. И да привлекува апсолутно публика од секоја возраст. Така да мислам дека во иднина ова ни беше на почеток учиме лекција од искуство. На почеток можеби кикснавме во размислувањето како тоа маркетинг дека ајде ќе користиме, меѓутоа сега во иднина планираме и како да работиме со експерти, повеќе да сме насочени кон реална маркетинг стратегија сполнување. Кои социјални мрежи и платформи сега во моментот нели од вашето искуство и работа може да забележите дека се најактуелни, и тоа се менува постојано, но сега гледам периодов дека и го нема она класично појавување на луѓе што се инфлуенсери па да рекламираат брендови, се појавува нешто што е како да речеме као бренд амбасадори, веќе тоа е мислам застарен момент, односно вие мене ми плаќате пари, јас правам содржина и ви ја продавам вас и ја објавувате на вашиот профил, а не стојам јас лицето што го рекламира брендот. Што е во моментов, ајде да речеме, тренд, а може би до емитување на подкастот друго ќе биде. Да. Гледате, во Македонија во однос на дигитални канали има некој стабилен континуитет. Двете најпопуларни социјални мрежи се под една капа, се вика Мета, тоа се Facebook и Instagram. Имате преклопување на публиката. Ако сакате бројки чисто да дојдете представа, негде интернет пенетрација во Македонија, луѓе кои имаат пристап до интернет во 24 часа, според дефиниција на Завод за статистика, се е околу 1.600.000 луѓе. Од тие околу 1.400.000 имаат профил на една социјална мрежа. Тоа е Facebook. Активни се околу 1.200.000 луѓе активни во јазикот на Facebook, односно на Мета, значи барем една се логирале телефон или лаптоп во 28 дена. Инстаграм е околу 1.100.000 отприлика активни и имате голем дел на преклопување, малта не е истата публика, полека се шифта, имате разлика во годините, односно во луѓето, малце постара публика ја конзумира Facebook како социјална мрежа, малце помлада публика и помладите ја конзумираат Instagram како социјална мрежа. Двете се комплетно различни, едната е за креирање Facebook е конкретно креирање некакви поврзувања, додека Instagram е лајфстайл платформа за споделување или креирање на приказни за вашиот живот секојдневие, различни настани, случувања, ситуации да ги споделувате. Добри, лоши, како и да користите социјалната мрежа. Тие се двете кои што доминираат во Македонија. Да кажеме и сега и тоа веројатно за вакви бизнеси на стартни каде што имаат производ кој што е релативно за доста широка публика, има многу собственици на меленичиња, веројатно е било go и прв избор на тие што работат маркетингот. Од друга страна треба да се види како е направена стратегијата или бизнис планот. Претпоставувам дека сте работеле на тој целосен бизнис план во некакви фази што како ќе биде. Има уште неколку социјални мрежи кои што се интересни. LinkedIn зазема многу замав во последните 3-4 години, расте публиката, негде се поближува, според мои информации нема официјално, има околу 600 до 800.000 корисници. Таа е професионална бизнис мрежа и не можеме да го заборавиме TikTok, кој што гледате во Србија од пред 1 месец почна и официјално делот за адвертайзинг, кај нас не знам кој како ќе се случи, дали воопшто ќе се случи.
таа е доколку се возможи тоа е доста добра и силна социјална мрежа која што ќе земе поготоа замав кај компаниите да може да се огласуваат, односно да платена реклама да таргетираат публика. Таа е на пораст, меѓутоа доста е затворена, бидејќи доаѓа нели од Кина, доста е затворена, нема баш некои бројки. Корекција од Сингапур, нели? Не е од Кина, ама кинеска компанија има удел во вако ја знаеме приказната што се води спорот во Соединените американски држави. Прашањето, вториот дел во однос на или коментарот во однос на инфлуенсери и така натаму, бренд амбасадори. Во Македонија по дефиниција немаме традиционални инфлуенсери, по бројка следејќи имаме така наречени микроинфлуенсери кои што ја превзимаат приматот на инфлуенсер што е во некои други пазари со други бројки. Кај нас како што иде светскиот тренд, така и тоа се отсликува. Нема некои посебни промени, меѓутоа нема ни таква публика. Јас на една рака на 5 луѓе се кои што имаат над 150.000 следбеници во Македонија од различна профененција. И тие како ги искористите веќе еднаш, вторпат и како кажам веќе компаниите избегнуваат да ги користат и моето искуство во вакава комуникација идат на така наречени во теоријата ги нано инфлуенсери или 10 плюс 1000 следбеници. Значи над 10.000 тој влага во таа некоја категорија и го сметаат и користат некои такви со одредена содржина. Дали треба, не треба, како треба да се користи, тоа е сосема друга тема, може да разговараме ако генерално. Меѓутоа, како концепт, според мене дава можност, слобода, поготово на претприемачите да ја применат онаа старата, не ги става и сите јајца во една кошница, но диверзифицираат ризикот, да искористат во одредена фаза на развојот на брендот, на производот и така наречени инфлуенсери и реклами на некои социјалните мрежи, па можеби и да стават флаери во одредени мала кај што знаат дека има сандачиња како и да го организира тој маркетингот. Во втора можеби некоја фаза да направат и така наречен newsletter и така натаму и така натаму. Така да им дава можност да играат широко на пазарот. А само еден коментар, додека разговаравте во однос на социјални мрежи и голем род на информации. Чисто да знаат и гледачи многу важно, во денешно време алгоритмот на социјални мрежи, конкретно на Мета, органскиот така наречен органски рич е многу нисок. Многу нисок, не би спекулирал со проценти, едноцифрени се процентите. На предприемачите, на сопствениците на стартапи и нови компании нема остана ништо друго освен да платат реклама. Па така да ако Бред Пит вас види во алгоритмот, платил некој многу. Не платил него, ако органски затоа што вие сте конзумирале содржина претходните недели, ако ве таргетираат со реклама за куќа, вие ќе ја видите и ако сме решени да ве најдеме, ќе ве најдеме и под дрво и под камен, ќе ве најдеме кај сте, ќе ја видите пласирана со платена реклама. Органски веројатно многу тешко. Тоа сакав следно да ве прашам, бидејќи едно од работите и мене што ми кажа кога почнав да објавувам на социјалните мрежи за мојот бизнис, е тоа што во периодов се чини дека и оние платени реклами, сега зависи колку пари треба да се платат, нели тоа е друго прашање, но некако како да не го зголемуваат кој знае колку ричот, отколку кога едно од видеата што ќе ги поставиш или фотографиите, по не знам каква среќа стануваат вирални. Тоа ќе ги интересира многу луѓе, затоа ве прашам. Добро Марина, бидејќи се на почеток. Ајде, сакате прво. Не, вие јас ја посочив дека двете ќе ни интересира тие што ги гледаат. Вака стојат работите. Гледате, неодамна, нема ни година дена, се појави една нова функционалност со делот на него викаме перформанс маркетинг, делот или напредно рекламирање со Facebook, се нарекува така наречен sales каталог, како функција која што не постоеше пред година дена отприлика. И сега, бидејќи како нова функционалност, Facebook во алгоритмот насочува да има феноменални резултати. И ги занемарува останатите други типови, како, не знам, објавување на реклама во форма на карусел или така на вртелешка, на македонски да бидам коректен, со повеќе слики или пак на класична објава. Видеото како од друга страна, видеото како форма на содржина од наназад за 3-4 години е убедливо, бидејќи има кога објавувате содржина на некоја социјална мрежа, во позадина алгоритмот на Мета ги става така наречени тагови или става информација за да може алгоритмот што да работи со таа содржина. Но тоа зборувате само за видеа што се да речеме директно објавени на Фејсбукот, а не на дворешен линк, бидејќи на дворешните линкови не ги фаворизира да не трошат луѓето пари на тоа бидејќи не се зголемува ричот. Веројатно последно време се менува и тоа, но да се вратам, што се случува? Пондерот
Добро, што е Кој Ponder што- да објасниме на луѓе што факторот гледат. кој што му дава предност Добро. на таа содржина, збориме за видео содржина, е најголем. Во алгоритмот на Мета. Алгоритмот, тоа е цела наука, ја го истражувам последните 15 години од кога сум на факултетов, работам на тоа. Во моментов како тип на содржина, видео има највисока вредност за вие кои ќе овете органски да отиде што повеќе. И сега тука има одредени работи кои што може да ако добро го знаете алгоритмот како да играте таа содржина. Од друга страна пак, ова е Мета. Facebook, Instagram. Од друга страна, Google не го споменам воопшто. Еден од најевтините начини на рекламирање во Македонија по клик е на рекламирање со клучни зборови. Што значи тоа? Google пребарувачот. Да. Па тоа, бидејќи гледате, ако јас кога имам миленик и кога сакам да купам за храна и негде сум слушнал за некакви грицки, ја нема да отидам на Facebook, можеби ќе одам на Instagram, ама исто така голема шанса да отидам на Google. И на Google ако напишам грицки за кучиња, ентер, ќе ми се појави содржина и ако уникава компанија имаат пласирано реклама на таа ваква, таа платна реклама ќе се појави на врвот. Дека е платена реклама има многу мали две букви на почетокот на значење, да, скоро на вакво, многу луѓе не го заприметуваат тоа и влагате и добивате соодветен трафик. Слабоста на оваа приказна е што македонскиот јазик не е официјално во системот внатре во Google. Има многу предизвици околу целиот тој систем и македонски компании избегнуваат да го користат. Исто како со YouTube претпоставувам, пошто и на YouTube е истата приказна. Истата приказна, така е. Точно, па од друга страна го спомнав LinkedIn, алгоритмот функционира комплетно различно. Све што знаете за Мета, алгоритмот попут не важи, LinkedIn има комплетно. Па таму па алгоритмот допринесува за вас што вашата поголема видливост на содржината доколку некој лајка, доколку клика споредува. Значи некој Facebook 2005, 7, не, 2009 негдека 2010 отприлика. Така да дефинитивно ја се слагам, треба доста експертиза ако се влага во оваа приказна или доколку го работите, меѓутоа на крај на денот многу е важно на кого се обраќате и ако таа порака е добро спакувана, дававте многу добар симпатичен пример подседне на една кампања за млеко и бисквита беше на македонскиот пазар од една македонска компанија, во некоја ситуација да ставате ситуации каде може да биде вашиот производ употреби, не се раскаже некоја приказна, дефинитивно ќе има резултати, па колку и да не, ајде да кажем и да не сте толку експерти за маркетинг. Помалку или повеќе има, но и тоа е дел од окружувањето на еден предприемач, обиди и грешки. Само што обидите во традиционалниот маркетинг и грешките се многу поскапи за разлика од дигиталниот, каде што е многу поевтино, бидејќи примерот што земавме од преска, ако случајно објавиме некоја погрешна порака објава на Facebook или на Instagram, ни треба 30 секунди за да трнеме, ама ако залепиме билборд со погрешна објава, ако ни треба 3 дена да се одлепи, се смени, да се направи. Да. И така да и време и флексибилност и цена се опраши. Колку од овие работи вие ги применивте и дали може би размислувавте, бидејќи јас имам видено доста инфлуенсери и оние нано, не знам дека се викаат така, што и рекламираат производи за миленичиња, оние салони за шишање, за нега, како и да оди. Имате ли размислувано на некоја таква соработка? Да, уште кога го осмислува маркетинг планот и нормална стратегија активности што ги произвеле во иднина за промоција на производот, секако ги зедовме во предвид сите можности што ни постојат, па и инфлуенсерите кај нас, многу од инфлуенсерите кои што имаат многу следбеници, гледаме дека имаат домашни миленици и мислиме дека на некој начин и преку нив навистина може да стигнеме преку до нашата целна публика и навистина да испратиме пораката. Она што кажа професорот, да ви кажам, ви благодарам што сте денес со мене, дури вака ме поттикнавте на повеќе размислување и навистина некои работи каде и како не функционираат и што може Google да направи, што може да користиме, што не сме ги зеле во предвид. Нешто имаме применато, меѓутоа ви кажувам на почеток сме, имаме уште долг пат пред нас, а се надевам бидејќи како рековме, велат нема лош бизнис, има само лош маркетинг. Макар што секој маркетинг, мислам дека најважно за нас во моментов е целосно се насочиме кон маркетингот и промоцијата на производот и се надевам дека навистина со поддршка и на експертиза и на луѓе што си ја знаат својата работа во овој дел, навистина ние ќе може
да се одржиме во тој дел и навистина да бидеме препознатливи на локалниот па и на регионалниот пазар кај нас. Вака са некаде при крајот, сосема на кратко двајцата ќе ве прашам прво вас. Колку па од друга страна не треба да се занемари, иако многу обрнавме внимание на дигитални медиуми, дигитален маркетинг, и оној начин традиционален на рекламирање на работите, не велам тука за автобусите, билбордите и реклами на телевизија, но самото појавување, гостување на телевизии, зависи нели која ни е таргет групата, но има одредена група на граѓани кои се уште гледаат и главно се информираат од телевизија. Така, да. Не можеме сега нели се е дигитално, па дека да ги заборавиме традиционалните начини. Англискиот збор е AIDA. Македонскиот акроним не знам како бил, меѓутоа е Attention, Interest, Desire и Action. Првата фаза е Attention или внимание. Секој нов производ или услуга која е на пазарот во форма преку озвучена стартап, предприемач, трговец, поединец како да е, значи мора да ги помине овие фази. Не може да се скокнат. И мора прво да се предизвика внимание. Предприемачот во еден стартап или тимот во стартапот имате номинална функција. Значи они каде одат, они дишат и треба да го живеат таа приказна. Каде одат, каде се појават, треба да резонираат со брендот и да го комуницираат. Секако ова све што набравте е апсолутно добро дојдено во таа прва фаза на attention, односно внимание, креање внимание за призовот. Она со Google што споменав, ја треба веќе да знам, значи веќе треба да работам на првата фаза, за ја негде сум слушнал, видел, прочитал каде, па да седнам да побарам нешто. Така да дефинитивно мојот начин или мојата препорака е да се диверзифицира ризикот, да се во денешно време не збориме за ајде да кажем едноканален пристап, омниканал пристап или повеќе канален пристап каде што се комбинираат и традиционалниот и дигиталниот, и тоа е мојата препорака и до сите, и до вас и до сите стартапи да ги комбинирате, да видат да пробаат што функционира, што не функционира. Гостување по емисии, радио реклама на старт може да добро да функционира. Некој од инфлуенсери има една жена која што знам дека има мачка, можеби не е за Маријана има исто. Имаат повеќе, имаат кучи. Значи може да се искомбинира да видиш што тоа добро ќе функционира или нема да функционира и како да кажам многу брзо може да се коригира, да се реагира во некоја ваква зона. Дали тој го намалува ризикот од губење пари, да речеме, бидејќи не се само во еден канал и на едно место вложени? Јас верувам во there is no such thing like a free lunch. Не е ништо бесплатно, има некакви генерално нема ништо бесплатно денеска, па ни во маркетингот, меѓутоа ако не пробате нема да знаете дали тоа функционира или не функционира. Мора да го пробате тој со дали е традиционален или не. Дали гостување емисија не ќе предизвика внимание, ако само внимание, ако сте во прва фаза тоа е супер. Ама ако сакате бркате продажба, гостување во емисија не знам, може подобро да отидете кај што во правници кај што шишеат миленици, па да ставите една картолина со наредени производи. Не мора ништо повеќе да има, велите, да. Значи тоа е веќе пристап кон зависи каде сте, како сте. Ама меѓутоа они предприемачите или на стартапите најдобро знаат тоа. Да. Ние може да збориме вако тоа. Да, и зависно од специфичноста на самиот бизнес. Кај нас многу е важно туку имаме специфичен бизнес на производот. Дури некогаш самите ветеринарни друштва и петчоповите ќе не бидат поголеми инфлуенсери него ли споделување на маркетинг, зашто веќе давате како совет одамна услуги што всушност нашите грицки нудат, дека нема алергени, дека се 100% природни. Они најмногу можат да го објаснат. И повеќе би им верувале отколку тоа го видам во љубителите на милениците, ние од секогаш сакаме да слушнеме повеќе и секогаш ни годат повеќе совети од лица кои што ги сметаме дека веќе се во тој сектор. Меѓутоа радиото до ден денес, колку и да ги занемеруваме, традиционалните медиуми и тие си дел од нашето живење. А секој најскапото нешто во светот е информацијата, наше како стартапи, како таа информација да ја пренесеме и мора да бараме повеќе начини да тоа што сака нашата информација да стигне до што поголем број на луѓе. Па понатаму да почне и понатаму да се споделува. Она за крај, она што е многу важно е вие да раскажувате на секое можно место, на секоја можна локација, секоја можна прилика вашата приказна, која што е поврзана со иновативен производ и со некаква циркуларна економија, а овој втори или зелени бизнис, а овој втори дел особено многу резонира со Gen Z или Z генерацијата, така да вашата таа приказна треба да раскажувате што повеќе. Да. Марина, само накратко пред да кажеме крај, зошто да се пријават жените кои сакаат да влезат во овие води на Академијата за жени предприемачки? Зашто верувам дека ако имаат идеја, дека навистина оваа академија ќе ги охрабри, ќе им помогне таа идеја навистина да ја преточат во бизнис
и самото вмрежување во академијата со други жени, меѓутоа и ние сигурно што бевме дел од академијата понатаму ќе бидеме достапни, верувам дека ќе донесе придобивки, а сите заедно ние како жени, навистина ќе покажеме дека можеме да успееме во светот на предприемништвото и навистина сите заедно со знаењата и вештините стекнати таму ќе дадеме придонес и за социоекономски развој на нашето општество. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам за поканата. Ви благодарам на вниманието. Повикот се отвара на 16 септември. Сите заинтересирани нека ги следат страниците официјални на МА и нека се пријават.